За верниците од исламска вероисповед од понеделникот започна светиот месец Рамазан, месец на пости и религиозна посветеност. Во наредните 30 дена муслиманските верници ќе постат од изгреј сонце до зајди сонце. Токму за значењето на рамазанските пости утрово ќе разговараме со господинот Плуми Велио, муфтија на Исламската верска заедница во Битола. Господине Велио, добро ни дојдовте во студиото. Добро ве најдов. Како што реков, веќе од понеделникот започна светиот месец Рамазан, а мислам дека можеме и одблиску и подетално сето тоа значењето токму на овој месец да им го објасниме на нашите гледачи. Преди се да ви се заблагодарам на поканата. Во секој случај исто така сите гледачи на телевизија Мега, на вашата телевизија, да ги поздравам со традиционалниот исламски поздрав Еселаму алейкум, рахметуллахи ве берекату, што во еден така поконкретен превод би значило Аллаховиот спас и мир нека биде на сите вас. А на оние што постат, припадниците на исламот, кои постат, им посакувам лесен пост или лесни пости, додека на оние кои не се осмелиле или не се охрабриле да се соочат со овај предизвик позитивен, им посакувам со молба кон возвишениот Аллах да им даде храброст, да не се плашат дека ова е само за нивно добро. Точно кажавте, во понеделникот почна светиот муслимански или исламски месец, месецот на Рамазан, кој што се разликува од сите други месеци, односно од 11 други месеци. Ова година месецот на Рамазан трае 29 дена, што сака да ни укаже на тоа дека бројките месецот на Рамазан значи не е 30 или 29, варира, менува, тоа е од причина што исламскиот календар се рачуна врз основа на месечината или промените на месечината. Затоа се вели месец Рамазан, а никогаш не се споменува со бројки, колкави се бројките. Постот во токот на месецот на Рамазан, покрај многу други случки или збитнувања, се работи за тоа дека има и една друга задолжителна обврска за верниците, а тоа е постот, односно абстинирање од конзумирање на било каков вид на храна, било тоа значи во храна тврда состојба, течна состојба или било што, значи конзумација на било што. Секако, прво и основно што Рамазан го прави Рамазан е тоа што во 40 годишна возраст или во 40 годишната возраст на пратеникот Мухамед, точно во текот на Рамазан, на 27-та ноќ на Рамазан, значи која на арапската терминологија се нарекува ноќта на Кадер или Лейлетул Кадер, почнува релевацијата, објавата на светата книга на Кур'ан. И тоа објава трае во еден период, значи сукцесивен од 23 години. Поради ова, значи е месецот на Рамазан она што е, се друго, значи се случува во текот на месецот на Рамазан, тоа сето тоа е со помала важност, значи се случува и првата битка, значи во исламот на 17 ден на Рамазан, се случува во текот на Рамазан и освојувањето, односно ослободувањето на Мека од идолопоклониците, значи затоа што Мухамед беше протеран од Мека, и секако кулминација или врв на сето ова, значи да се осмисли Рамазан како Рамазан, е постот. Постот, значи, е, како што кажав, абстинирање од се. Меѓутоа, постот не е само абстинирање. Значи, многу луѓе неуки кои не го препознаваат постот, не значат што е постот, ке речат дека е постот измачување, дека е постот будалаштина, дека постот е веќе демоде, не е во мода и икс причини други ќе најдат за да го обезвреднат постот. Меѓутоа,
паметните луѓе, научниците, медицината, секој ден, се повеќе и повеќе, значи, го потврдува она што е кажано за постот, она што се кажува за постот и ја потврдува потребата за пост на секој еден човек. Затоа што треба да се разбереме едно, што е многу јасно. Значи, Кур'ан, релевацијата на Кур'ан, објавата на Кур'ан, Мухамед како пророк, како пратеник, пошто пророштвото во исламот го нема, не признава исламот, значи не е објавен, не е релевиран само за една категорија на луѓе, само за муслимани, него воопшто исламот и Кур'ан и Аллах, значи е вера на цело човештво, а прифаќањето на таа вера останува во слободната волја на човекот. Така да, затоа во исламот, значи, е многу јасно дека Божји пратеници се од Адам па се до Мухамед, значи тука и Нух, Ное, и Давид, и Ибрахим, и Сулейман или Соломон, и Муса, Мојсија, Иса, Исус, значи и нивните книги. Така да, меѓутоа, луѓето, човештвото, заради X неоправдани, нечовечки и нивни причини и потреби, направиле за да постои некоја формална разлика помеѓу луѓето. Значи, постот не е нешто ново во исламот, значи постот се пости и се практикува во сите народи, кај сите генерации, формата се разликува, со тоа што со доаѓањето на исламот постот добива една заокружена форма и ја добива, значи, целата смисла на значението на постот. Значи, абстинирањето од храна, значи од храна и од пијалоци и абстинирањето од се што на човекот му прави задоволство, му причинува задоволство, значи тоа е еден знак на спремноста на постачот, на човекот, да во името на Аллах Челешануху, на возвишениот Аллах, се откаже од сите тие убавини, да речеме. Би требало да бидам луд, например, денес на широк сокак, да не сам да се напијам една Кока-кола пола, значи, со мраз, така, нели, на овие жештини или некоја порција сладолед. Меѓутоа, за мене и за постачот, за било кој пост, има нешто повредно. А тоа е дека во името на Аллах, значи тој тоа не го гледа едноставно. Зошто токму еве од изгрејсонце до заедисонце го опфаќа, значи, времето на постот, не се смее да се внесува, значи, ни храна, ни пиело, како што рековте. Која е приказната овде, зошто токму вака? Значи, опфаќањето на терминот, тоа значи дека во тој период е активен човек. Значи, од изгрејсонце па се до заедисонце, човекот е активен, значи, на работа, буден, Има луѓе кои се обидуваат да го поминат постот во спиење. Значи, ке седи цела ноќ или ке лута цела ноќ, ке легниш во 6 сато, сабајле па до навечер. Тоа веќе, тој некоја си обврска може би завршил, меѓутоа вредноста на постот ја нема. Значи, затоа што во тој период на денот, во тој дел на денот, човекот е активен. И затоа, значи, е жив фактички, затоа што ноќта представува и нешто друго, спиењето, значи, пола смрт или пола умрен човекот, значи, во периодот на активната живост на човекот. Но колку е тешко да се издржи сето тоа со оглед на тоа дека сме јуни месец, лето, период кога пример на сите ни е потребно, значи, да се напиеме во текот на денот барем една чаша вода. Да. Предпоставувам дека особено на помладите им представува проблем. Да, меѓутоа јас велам, значи, додека нештото не го вкусиш, не можеш да знаеш драшта или да знаеш колку е убаво нештото. Сега, значи, точно се пости некаде 17 часа и 40 минути. Значи, скоро 18 сати. Скоро 18 сати во, значи, температури кои се високи, кои те тераат на повеќе потреба за конзумирање на
течности и икс други, значи, задоволства или потреби. Меѓутоа, најбитниот момент тука е тоа што човекот кога во својата глава ќе си одлучи дека јас во името на Бога, во името на Аллах ќе се откажам од сите овие работи 18 часа и 40 минути, верувајте дека не знам што да биде, не знам какви софри да има околу него, тој едноставно не ги гледа, Едноставно заслепува видот, ги нема чувствата, го нема нагоно за таквите потреби, се до моментот кога ќе дојде таа, кога е пропишана таа дозвола. Може да замислите ифтар, значи се е вечера во текот на 11 месеци, се е храна, меѓутоа во текот на Рамазан е ифтар. Замислите сега, чекате, ги броите секундите. И тоа броење на секунди, значи немаш право една секунда пред настапот на времето, не може да конзумираш. Тој момент е величенствен момент. Тој момент не може да се опиши со зборови. Тие чувства ги доживува само оној што пости. Важноста на храната, сласта на водата, значи, ја чувствувам многу поинаку оној што пости од оној што никогаш во живото не постел. Или било што друго, значи миризбата на храната, вредност, значи пошто денес животот е многу динамичен, изобилието е. Ние можеме да велиме дека живееме во тешки периоди, меѓутоа она што денес му е овозможено на човекот во последните години, тоа никогаш го немало, значи изобилие на храна, изобилие на пијалоци, изобилие на се. Така да, меѓутоа, во цело ова изобилие, за да го почувствуваш ти, да ја почувствуваш, значи, сласта, вкусот на храната, значи, тоа го постигнуваат само постачите и многу е битно, тоа е, значи, што рековме, во името на Аллах. Јас можам да кажам дека постам, значи, јавно пред било кој, кога ќе одам дома, ми е гајле, никој не ме гледа, нели? Меѓутоа, не е тоа. Значи, тоа е големината на давањето на збор пред Аллах, дека јас од овие 18-17 часа и 40 минути во Твое име ќе постам. И затоа наградата за постот, значи во едниот свет, значи ние сме верници, така да верниците овој живот го гледаат само како една отскочна даска за во другиот живот. Овој живот е дефинитивно краток, меѓутоа тој животот во едниот свет има почеток и нема завршеток, и тука е филозофијата на верувањето, значи и на неоткажувањето на секој еден паметен човек. Така да наградата, вели возвишението Аллах, вели јас, вели човекот пости во мое име и за мене, без никаков притисок, јас, вели, знам каква ќе биде неговата награда. За многу нешта, за многу дела се пропишани наградите, а ова, значи, и самиот постач не ја знае наградата која му следи. Секако, постот, значи, покрај ова индивидуално, значи, чувство, има и колективни добри страни, има, значи, влијание во општеството во кое што живее, покрај тоа што, значи, абстинирање од храна и од пиење, значи, човекот многу, постачот многу треба да биде свесен на секоја негова активност, на секој негов чекор, на секој негов искажан збор. Тука е тоа духовното прочистување кое што викаме од лоши мисли, пороците кои што ги имаме. Значи, организација на самиот човек. Сите ние сме луѓе, сите ние сме подлежни на грешки, можеме да грешиме. Меѓутоа, како што внимаваме во текот на Рамазан, во текот на постот, не внимаваме во другите денови, значи во тие 11 други месеци. Меѓутоа, тоа значи дека ова однесување, начинот на ваквото однесување воопшто, значи не мора да биде само во текот на Рамазан, него и надвор од Рамазан. Значи да не го зборуваш она што не треба да го зборуваш во текот на Рамазан, не треба да го зборуваш и понатаму.
Значи да не слушаш зад врата, да шпионираш некого, значи тоа е забрането, срамота, значи ислам овие работи ги забрано. Да не гледаш онаму кај што не треба да гледаш. Значи има луѓе кои манијачат на секаде, нели? Да. Да не чекориш онаму кај што не треба да, не е добро да одиш. Значи да одиш со намера да правиш некоја лоша работа, некоја зло. Да не ја пушташ раката онаму кај што не е твое, значи да крадиш. Значи се ова е во рамките на постот. Значи од постот, после постот да излези еден човек, една изградена личност со сите негови вредности, значи и доблести, максимално вградени во него, односно полнење на позитивните батерии за 11 наредни месеци, затоа што пости, со пост, значи постот не е обврска која го казнува човекот него, напротив, која го регенерира. Има ама за здравието не чини ова, она, сето тоа се муабети, затоа што значи возвишениот Аллах не го оптоварил или не го задолжил човекот со нешто што не може да го прави, дефинитивно. Значи, обврска на постот е на муслимани, на овој вид на постот, на паметна, значи на здрави луѓе, ментално здрави луѓе, возрастни, возраста во исламот почнува од моментот на повертет, значи не 18 години, значи никој не може за возраста на човекот да одлучува со бројки, него самата природа одлучува кога еден човек е возрастен и секако да биде слободен. Значи затворениците не се задолжени со пост. Значи, додека овие 5 елементи има еден човек, тој е задолжен за пост. Меѓутоа, ако е болен, тоа треба да го потврди доктор. Не еден, двајца или тројца да ја потврдат истата категорија или истата диагноза на болеста. Секако докторот треба да биде потврден дека е морален, дека е карактерен, дека е доблесен, а не дека ајде да не зборуваме. Значи, тие доктори, од сега има и такви доктори, например, ќе одиш на доктор, може би притисоко, може би, а постиш, знам јас дека од тоа ти, што нема никаква врска, значи, без да го прегледа, без да го, затоа што има болести, на кои болести постот добро им доаѓа. Значи, делува како една превентива или делува како некоја терапија. Има болести кои постот може да ја, тие што во состојба постот може да ја влоши. Да. И затоа, значи, на болните луѓе им се дозволува, овозможува да не постат. На оние што патуваат да не постат стари, значи возраста, староста. Меѓутоа има луѓе кои се 60 години, а изгледаат постари од 95 годишни. Значи, сето тоа е оставено на самата волја на човекот. Мајките, например, кои што имаат бебиња или бремените жени се дозволени, циклусот на жена. И тоа сето ова, значи јас не можам да го зборувам, но ова, значи треба да го кажат медицинарите, значи на која болест му користи постот, која болест има, значи на која болест му штети постот. И сето тоа се, значи, теми кои треба да ги знаат, значи, медицинарите подобро од нас. Ја почитуваат ли младите традицијата, се придржуваат ли кон постот? Па јас, јавно, иако не е добро да ги фалиш луѓето, пошто после се занесуваат многу, јас јавно морам да кажам дека во Битола е задоволство да се биде имам или оџа, предавач, ваис, мудерис, па муфтија во било која џамија, затоа што џамиите, за наша среќа, значи ни се преполни со млади луѓе, значи младата генерација
е многу повнимателна. Јас слободно можам да кажам дека ако одиме процентуално, просечната старост на верниците во џамија е некаде на 80% под 25 годишна возраст. Што значи дека е една гаранција за тоа дека младите и понатаму уште подобро од нас ќе се трудат да она што е добро го пласираат кај луѓето и да спречуваат од она што е, значи да подоучуваат на спречување од она што е зло или лошо. Кога сме кај џамиите, мора да ги пофалиме затоа што после реконструкцијата и Исак џамија, веќе Јени џамија се реконструира, Хајдар Кади џамија, сите тие изгледаат толку убаво и не може некој да помине во Битола, во центарот на Битола, да не ги забележи. Па јас преди се сакам тука да се заблагодарам на донаторите, односно Република Турција како генерален донатор на сите овие наши активности. Но во секој случај, значи, не е само да се биде донатор, меѓутоа за да биде ефективна една донација, секако треба да се припремат и сите претходни терени, техничка, административна работа. Значи, во рамките на Битола, со она што требало да биде Министерство за култура и сите други фактори, значи јас можам да кажам дека сме постигнале многу, меѓутоа тоа што сме го постигнале не мора да значи дека треба да застанеме. Имаме и сосема други следни чекори, значи најверојатно наредната недела треба да започне партерното уредување околу Исак Челеби џамија, кој ќе биде нешто исто така фантастично. Хајдар Кади џамијата е пред самиот крај, значи за 2, максимално 3 месеци ќе се пушти во употреба, е нешто неверојатно, значи за таа поготово за Хајдар, покрај Исак џамија, што немам некои посебни коментари што да кажам, затоа што е кажано. Меѓутоа Хајдар Кади џамија, значи и во самата постапка на имплементација на реставраторско-конзерваторските активности е посебно внимавано и во моментот, значи, важи за едно уникатно дело и уникатен пример како се прави реставрација и реконструкција на историско-културни споменици. Значи, на целиот Балкан е уникатен и единствен пример. Јас сум ги прошетал сите. Значи, активно реставраторски дела во, значи, Босна, Македонија, Албанија, Косово, мито не само џами, од Битола, значи, почнувајќи од цркви, од манастири. За жал, значи, јас мора да кажам, без разлика кој ќе ми се налути или не, ние во Македонија страдаме од стручен кадар, значи конзерваторско-реставраторски кадар. За жал. Значи, меѓутоа се надеваме дека во догледно време или во побрз период установите кои се занимаваат со таа работа ќе се потрудат да си го набават потребниот стручен кадар за изведување на овие работи, затоа што Македонија, поготово Битола, значи не знаеме колкаво културно, историско богатство имаме. А од тоа што не знаеме, ние за жал и не знаеме да го чуваме. Ќе започне изработката на проектот околу, значи на проектот на Хаџи Махмуд Беј џамијата, тоа е кај рибарниците, значи тоа не само џамијата, него целиот тој комплекс ќе се реставрира и конзервира. Тука најдуваме на некои административно-технички проблеми, се надеваме дека и тие ќе ги решиме во скоро време и очекуваме некаде јануари 2017, значи да почне званичната таа реставрација и конзервација на Хаџи Махмуд Беј џамијата. Понатаму, значи, очекуваме, работиме на други проекти, па ќе видиме колку ќе ни бидат успешни. Веруваме дека ќе ни бидат успешни.
Исто така сакав јавно да барем да искористам ова прилика и можност. Значи 2013 и 2014 организиравме со општината Бајрам Паша Истанбул организиравме масовен ифтар, значи масовна рамазанска вечера, каде што за нас беше посебно мило што на нашата покана се одзваја и наши сограѓани, наши пријатели, наши другари кои не му припаѓаат на исламом и тоа беа наши гости во тој ифтар и навистина беше нешто за паметење. Така да на 26 во недела ова година повторно ќе организираме таков ифтар. Најверојатно тоа ќе го направиме некаде во градот, нема да биде на друга локација. Ова година сакаме да ја смениме локацијата, зашто благовремено ќе ги известиме сите наши пријатели и гости кои сакаат да дојдат, а нам ќе ни биде посебно мило да дојдат сите. Нам ни беше особено мило што еве во утро издвоивте време, зборувавме малку повеќе токму за значењето на постот, но еве и сите проекти кои што Исламската верска заедница од Битола ги реализира, ги има многу и се за пофалба на вистина, затоа што јас морам да кажам дека многу голем дел од туристите кои што Битола ги има најмногу се од Турција и мислам дека токму џамиите кои што се тука во центарот се она неизоставниот дел каде што тие ќе поминат, ќе се фотографираат, доаѓаат ли ги посетуваат? Па, тука сега, јас не знам да не зборувам поинаку освен вистината, да. Значи, не најголемиот број. Во моментот, освен турците, немаме туристи странски. Имаме некој случаен турист или може би изгубен, меѓутоа дефинитивно 99% се турци или нашите иселеници кога ќе дојдат, меѓутоа нив не ги сметам за туристи, затоа што се тие наши луѓе. Да, доаѓаат, многу е битно, значи не се само џамиите што ги привлекуваат туристите, турските туристи во Битола, значи целиот град е еден музеј и едно историско наследство. Меѓутоа, многу е битно што ние им нудиме на туристите. Зошто ние не сме во состојба да тие туристи кои доаѓаат во Битола ги да задржиме макар една вечера во Битола. Значи, макар една ноќ да ги задржиме во Битола. Да, ќе дојдат, на брзина ќе профураат ни Широкшока, ќе дојдат до Исак џамија, до чаршијата, некаде таму кај што се снимаше таа серијата Збогум Румелија и бегаат. Значи, тука треба ние да размислиме како тие луѓе да ги задржиме во градот барем една ноќ. Не заради некоја посебна материјална корист, меѓутоа што подобро да се запознат со нашиот град, да се запознат со битолските вредности, затоа што, например, изгледот на Исак џамија ноќе го знаеме само ние битолчаните. Туристите не го знаат тоа. Или сега, значи, уште со многу кратко време, за многу кратко време ќе се пушти, значи, и ноќната илуминација на Хајдар џамијата, која е, значи, приказна за себе, која е чудо за себе. Значи, таму исто така, на самиот влез се припрема еден музеј на отворено за надгробните споменици кои ги најдовме едно 120 парчина, кои се веќе реставрирани, конзервирани, меѓутоа, големината на сето тоа, од тука произлегува тоа што, значи, оние надписи што ги најдовме, кои не се обични надписи, значи име, презиме, меѓутоа сите се пишани во форма на проза и на поезија, со посебна посвета, со посебни пораки за живите, па дури има и, значи, љубовта на сопругот кон жената, или, значи, така опишани некој, една поезија што, значи, на секој еден тој споменик надгробен ќе бидат, значи, тие текстови преведени на англиски, македонски, албански, турски, значи посетувачот да кога ќе посети да се задржи малце. Значи, а за да го задржиш мора да направиш нешто што ќе го плениш неговото внимание или да му понудиме. Плениш неговиот интерес. Меѓутоа во секој случај, значи, Битола може да има многу повеќе од ова што денес го има, Битола може да понуди многу повеќе од ова што денес го има. Јас верувам дека секој еден паметен, секој еден сосема умерен човек,
кој го сака овој град, кој сака да живее мирно и во благосостојба, во секоја негова постапка да го консултира својот ум и својот разум. И пред да го консултира, да не постапува никако, затоа што се е минливо, се ке си помини, меѓутоа ние остануваме и ние утре треба повторно да се гледаме очи во очи еден со друг. Да се надеваме дека ќе имаме се повеќе туристи, со што повеќе се да ги задржуваме. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам што еве ова утро издвоивте време, бевте наш гостин и со нас и со нашите гледачи. Ја споделивме приказната, односно значењето на рамазанските пости и секако она што Битола го има како наследство кога е во прашање исламската верска заедница. Јас ви благодарам на вас, на вашата куќа и секако на оние како што кажав на почетокот, што постат им посакувам лесни пости и прифатливи кај возвишениот Аллах, на оние што немаат храбро да се соочат со ова преубава, јас би рекол и со овој преубав и преслабок предизвик, нека пробаат, немаат ништо да изгубат, напротив ќе добијат. А на сите граѓани на Битола на кои не има обврска постот, им посакувам добри, убави денови и добра волја. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму со останатите содржини во нашата утринска програма.